Апсолутно е речиси невозможно таква голема трансформација на еден во друг систем да се изврши, да биде правичноста задоволена, сите партиципенти во создавањето на тој капитал да добијат аликвотен дел, меѓутоа можеше да биде многу помалку неправично. Нашиот закон практички беше забранета приватизација на нешто што има монополска позиција. Значи, предпријатија кој што има монополска позиција не можеше да оди во приватизација. Пак го видовме кај англичаните. Тамо важеше правило first demonopolize, then privatize. Значи, прво демонополизирај, после приватизирај. И тоа го преследовме и во нашиот закон. Значи, рековме само предпријатија што не се во монополска позиција. Меѓутоа, што е проблемот? Еве институционален проблем. Кој ќе ви даде доказ дека некој не е монопол или дека е монопол? Треба Министерството за стопанство. Не постои монополска управа. Општествен капитал, значи ничи капитал, на општеството нема титулар. Општествен капитал не го трансформираш во државен со титулар познат за да можеш после да го приватизираш, туку од општество го предаваш на своји партиски приватници, на директори од социјалистичко време, партијата што како подобни ги поставувал. И не може да се дигне Македонија веќе. По самоуправниот систем, предпријатите припаѓаат на работниците. Се како да им ги земеме? Ајде вика да ги национализираме. Меѓутоа, концептот на национализација е обратен од приватизација. Значи, предлагаше прво да одиме во еден екстрем, па после се вратиме. Немаше време, едноставно, видите, време не тркаше. Требаше да не признаат. Имавме блокада од Грција, истовремено вршивме приватизација. За мене, за овој дел од нашава работа, многу е лошо што немаше монополска управа, што не се формираше. Која што на објективен начин ќе каже, не, овој монопол не може да оди. Меѓутоа, тако нешто немаше. Приватизацијата траеше со години. 14 години се сеќавате штрајкуваа луѓето од 11 октомври фабриката. Приватизацијата до ден денес не се расчисти. Кој знае колку вреди една фирма? Тоа е многу тешко да се тврди на запад, кај што фирмите котираат на берзи, значи веќе има некаква цена на акцијата, па со тоа и на фирмата. Во Југославија немаше никакво искуство со тоа. И ние се плашевме дека тој концепт во Македонија ќе направи ршум. Моделот што беше избран наведуваше внатрешните луѓе, менаџерите, тој процес да го тераат бавно, да испумпуваат пари од компаниите, да ги прелеваат на своји формирани фирми и да изнаоѓаат многу начини како да ја трансформираат собственоста повеќе во свој раце. И тоа одеше на сметка на обезвреднување на капиталот, девастација на капиталот, на фиксниот капитал и отпуштање на работници поголемо отколку што би дошло. Затоа што не се работеше на одржување на фирмата, на инвестирање во фирмата, туку се работеше на дезинвестирање од фирмата.